Ере, убаво вака дефокусирате и ја манипулирате јавноста со вашите вака убаво објаснете дека што треба да се направи, како треба да се направи, меѓутоа прашањето под реден број 2 беше, повторувам, сакам да го цитирам затоа што да не остане необјаснето за македонската јавност. Дали ќе побарате оставка од Али Ахмети? За тоа требаше да кажете. Тоа беше второто прашање, а не да ни кажувате овдека институциите како си ја префрлале одговорност еден на друг, па меѓународна соработка и така натаму. Чекате опозицијата вас да ве прозива за вие на крајот на краиштата да излезете и да кажувате што ќе правели институциите. До сега требаше да биде завршена оваа работа. Главното прашање на кое што не одговарате и бегате да одговорите, а ќе запознаеме денеска македонската јавност, зошто е? Главното прашање е од каде се парите, односно, дали се точни гласините дека Али Ахмети ќе профитира од Соравија, со тоа што ќе бидат натерани фирми кои се работуваат со државата или профитирале од бизнеси дадени од ДУИ на тендери да плаќаат кирија за закуп за канцелариски простор во тој трговски центар Соравија. Дали ДУИ ќе ги пере парите од рекет? Тоа е главното прашање што требаше да го одговорите. Затоа ве прашав за Али Ахмети, ама затоа не смеете да писнете за Али Ахмети. Ве држи во шака. Се правите како да сте паднати од Марс, штитите очигледен криминал, повикувате на одговорност на институции кои што вие ги раководите. Ова е безобразлук. Уште еднаш докажувате кој е главен овдека фактор во Република Македонија. Тоа е Али Ахмети. Вие сте само пион што тоа го спроведува. И дефокусирате. Привезок на ДУИ. Срам за Македонија. Толку имам да ви кажам.